Ако до лето ја примите вакцината против COVID-19, може да правите планови за летување во соседна Грција. Дигнати гранични рампи ќе има само за оние кои ќе се вакцинираат, открива грчкиот министер за туризам Тео Харис. Ќе има две категории патници, оние кои биле вакцинирани и тие кои не се. Имено вакцинираните повеќе нема да треба да бидат тестирани или ставани во карантин, туку по пристигнување само ќе треба да покажат документ за вакцинација. За оние кои не се вакцинирани ќе има проширени алатки за гранична контрола, а мерките ќе зависат од текот на вакцинацијата по земја, но и од текот на болеста кај секоја од нив. Од друга страна, српските власти алармираат дека вакцинацијата нема да биде единствениот услов за добивање на ковид пасош, туку дека ќе биде потребен и негативен корона тест. Mi ovog trenutka pokušavamo da napravimo bilateralne sporazume sa određenim državama, pre svega Grčkom, Turskom, Egiptom, Crnom Gorom, Bugarskom, dakle destinacije koje su zanimljive našim turistima i uvođenje COVID pasoša bi svakako u tom smislu bila velika prednost da ljudi koji žele da putuju pod određenim okolnostima unapred znaju da će moći da putuju ukoliko ispune određene uslove. И додека Македонија уште ги чека антиковид вакцините и со сигурност нашите здравствени власти не можат да кажат кога ќе пристигнат и во колкава количина. Соседна Србија одамна почна со имунизација. До сега вакцинирани се 9300 луѓе. Премиерката Брнабич најави дека до крајот на јануари Србија ќе има 2 милиона вакцини. Очекувам да ćemo imati u februaru još nekih dodatnih 1.300.000, 1.500.000 i sve tako do recimo nekog maja, juna. I da ćemo tada već moći da završimo vakcinaciju. Брнабич најави дека утре се одлучува и за отворање на границите. Инаку Македонија изгледа ќе биде последна земја во регионот што ќе добие вакцина против коронавирусот. Освен Србија, Грција и Бугарија веќе почнаа со имунизацијата. Албанија првите вакцини ќе ги добие при крајот на овој месец.